Од нигде никаде и покрај тоа што постојано глаголот за потребата да се преживее. Наместо понтонски мост како на Неретва за да се спасат барем ранетите. Тие се фатија за мртвите и тоа за оние излеаните во бронза. Да се биде поголем ВМРО-вец од ВМРО-вците и со тоа да се привлече разочараниот десничарски глас и за новата тактика на левичарите. И ВМРО-вците ќе го добијат споменикот на видно место, СДСМ нема да се жали дека споменикот е на несоодветно место до што имплицира не знам што, и левица како подносител на иницијативата, како нејзина идеја, исто така ќе се победи. Ќосињата оснивачи пак упорно зборуваат за препознатливиот такт во кој се движи Македонија. Не може да утврдат каде се наоѓа земјата, бидејќи тие што ја водат, особено тие што сакаат да го преземат орото, играат со традиционалниот и неправилен ритм. Еден хрватски амандман напред, две македонски преамбули назад. Мислам дека само се прави драма без да има драма. Јас, дури ваква драма правење од проблем кој не е проблем, досега и не сум бил сведок од 90-те години наваму. Меѓутоа сега не знам, ние паднати сме од Марс или што е ситуацијата. Таа формула имавме пред конфликтот 2001 година. За разлика од тие што добиваат третман на вонземјани, москавичните се прилично резолутни. Тие како свртничари се обидуваат транспортот да го насочат во некој спротивен правец, ставајќи до знаење дека Македомобилот мора да се движи по друга патека и ако треба да застане на диво паркиралиште. Штом бугарите идат лево, ние десно треба. Штом они во Европа, ние дженем Африка треба да патиме. Со нив никако. Не смее да се заборави постојано отворената понуда од таму и тајното инсистирање однатре да се операционализира вториот дел од референдумското прашање. Со сериозна доза на претенциозен локал патриотизам, сепак, меѓу редови се чита интенцијата да се биде во друштвото на поголемиот брат. Да ви обяснам што е српскиот свет, тоа е исто како Демеркапија и неготино што се дел од Кавадаречкиот свет и Росоман, да речеме. Додека некои се занимаваат со историја, други ја прават. Како инаку да се протолкува втората епизода од покер серијата на разголување, во која наместо да се пука од среќа, ете некој се решава да цркне од мак. Сепак, иако не се знае кој го крие асот во ракавот, парче по парче, согледувањето продолжува. Дајте, радувајте се, молам, радувајте се гради во држава, значи сите ќе имаат работа, ќе биде добро за цело општество, за сите граѓани и мислам дека мичката може ми да би ја поклона ако сакате. И на крајот, тие што ја покриваат црната маичка со црвен елек, од немајкаде решиле пак да досадуваат. Секој ден ќе бидеме рамо до рамо со народот, заради подобра иднина на татковината, а не затоа што наредната година има избори. Среќа што не е за избори, тогаш сигурно ќе беше градив град, може би и образ до образ, ако тој дотогаш се уште постои. Вака е само рамо до рамо, а тоа сепак служи само за плачење.